Тия така, тако, водоко, вън. Ангела
Ете, тоа беа македонците од Пиринско, од село Новолески, близко до Гоце Делчев. Тоа е едно од местата кои не се плашеа сиве овие години кога гостувавме со театарот Скрби и утеха, бидејќи да не се лажеме кога ќе ја преминеме границата, вртат околу нас и каде што може да ги заклучат вратите, и лево и десно и горе и доле, освен во Србија, бидејќи таму е сосема друга состојбата, се случи дури Министерството за култура на Србија да го финансира нашето гостување во Вршац. Секаде ги затвораат вратите. Зарем е љубов да не дозволуваш вечерва со нас да се македонците од Лерин, од Солун, од Кукуш, од Воден, македонците од Драч, од Тирана, од Мала Преспа. Зарем не е грев, зарем е тоа љубов, зарем затоа постои Македонија да се плаши од сопствената култура. Зарем со очите не гледате, со ушите не слушате, зарем имате тесно срце да разберете дека првата Божја заповед е да се љубиме меѓу себе. Ние мораме, тоа е заповед од Исус Христос, да ги љубиме македонците. Ние не можеме да ставиме пирински, егејски и албански ѕид. Ние ги оставивме луѓето. Тие не смеат да се кажат што се и кој се. Тоа ли е Европа без граници? Тоа ли е демократскиот свет? Таму ли одиме? Јас ви зборувам за еден свет на љубов и јас ќе ги љубам сите овие луѓе. Јас не можам да ги оставам. Тие можат да пеат уште 5 сати, уште 10 сати. Сме биле кајни, сме пееле, сме плачеле, сме сонувале, не гонеле по границите, ги заклучувале вратите. А нашите 10 години не сакаат да помогнат гостување во Пирин. Ние ќе ги скараме со самите себе. Јас ви зборувам за срце кое не осудува, за да го љубиш својот ближен. Тоа е Македонија. Чуму ми е Министерство за култура ако тоа ја цензурира сопствената култура, ако ја забранува сопствената култура, ако јас не можам во егејско да играм на македонски јазик, треба да ме гонат таму, да ми го сликаат печатот, како да живеам во концентрационен логор. Тоа ли е Европа без граници? Јас ви зборувам за еден свет на Отецот Небесен и на Исус, свет за љубов. И ги љубам своите македонци. А вие кога ја забранувате културата, тие што имаат очи, а не слушаат и што имаат течно срце, нека размислат на која страна живееме. По тоа ќе не познаат дека сме негови ученици. Ние знаеме дека преминуваме од смрт во живот, бидејќи ги љубиме браќата своји. Бидејќи ги љубиме браќата своји. Не може никој да ми забрани да не го љубам македонецот. Го прекршувам Божиот закон, излегувам од законот на љубовта и тогаш останувам син човечки, а македонецот, не заборавајте, е именуван и запишан од Бог. Ова се 26-тите армакедонски слави, армакедонски, зашто 16 откровение ги собра сите на местото по еврејски наречено Армакедон, последната битка. Некој ќе ми рече, Армакедон се наоѓало таму некаде во пустина, во Израел. Јас не ви зборувам за географија, јас ви зборувам за духовна состојба. Армакедон се случува овде, се разградува поимот човек, не ти дозволуваат да бидеш тоа што си, те деградираат, ти го менуваат името, ќе ни залепат налепници на главите, ќе ни стават чипови како што пишува во Откровението по Јован Богослов. Армакедон е тоа што ни се случува. Да се надеваме дека 27-те армакедонски слави ќе бидат во слободата, ќе дојдат тука македонците од секаде, ќе можеме да ја славиме македонската култура. Инаку приказната за Европа без граници е уште една сатанска драма, која завршува со плач и крцкање со зъби. Бидете благословени во мир и љубов. Стефан од Лески. Не ја испеавте последната песна Тебен бој се зададе. Ке дојдете? Ајде.
za zavojana černa. Krva boj se zavrza na zavojana černa. Kad te štici obstrela, levi desni flangovi, kad te štici obstrela, levi desni flangovi. Rotijago ubija, staršijata trenija, ostanaja mlačite, da kovan patrotite. Ostanaja mlačite, da kovan patrotite. Provikna se mlačijata Todorov, biće braća Makedonci, ljuto da si odmasti. Biće braća Makedonci, ljuto da si odmasti. Кажи, кажи,